Историчари и лингвисти од Бугарија следната недела во Европскиот парламент во Страсбург ќе ги бранат бугарските позиции во спорот со Македонија. Како што пренесуваат тамошните медиуми, сакале да им објаснат на европратениците дека почетокот на преговори на Македонија со Европската унија е можен само како таа земја ќе ги исполни условите што ги бара Бугарија. Во бугарската група која заминува во Страсбург е археологот Николај Овчаров, историчарот Пламен Павлов и филологот Ана Кочева. Токму овие тројца интелектуалци минатиот месец ја промовираа платформата Национален круг за Македонија, која, како што велат, ќе значила одбрана на бугарската рамковна позиција и декларацијата на Народното собрание во однос на интеграциите на Македонија. Археологот Овчаров пред 2 недели образложи дека досега на неколку бугарски влади им укажувал на потребата од формирање на група за брза реакција, која ќе ги обиколи европските и светските метрополи, за да ја разјасни вистината за историските прашања што ги оспорувала Македонија. Няма вето в момента, има. Нема вето во моментот, има неисполнување на критериумите од страна на Македонија за членство. Ние го сакаме само елементарното што го сака секоја земја која е кандидат, вклучително и Бугарија, односно на исполнат условите. Што се однесува на нашите односи, тие лежат на јасна и точна основа на договор за добрососедство и на рамковната спогодба. Додека бугарските власти и интелектуалци лобираат во европските институции за поддршка за бугарското вето, македонскиот премиер Димитар Ковачевски се правда дека не постоел документ во кој се прифатени барањата само на една страна. Наместо да искористи можноста да испрати јасна порака за бугарската блокада пред своите колеги на панелот Сега или никогаш, откривање на Европската идеја за Западен Балкан во рамки на форумот Глобсек во Братислава, Ковачевски говори само за кредибилитетот на Унијата. Проблемот е во тоа што процесот заснуван на заслуги е типично политички процес, каде што поради начинот на носење одлуки во Европската унија една држава може да го блокира пристапувањето на земја кандидат, што се случува со Северна Македонија во моментов, и тоа се прави исклучиво на политички основи и поради политички причини. ЕУ треба да одлучува за начинот како да го задржи својот кредибилитет, својата важност на Западен Балкан. Во очи на самитот на Европската унија на крајот од месецов, бугарскиот претседател Румен Радев одбива лична средба со францускиот колега Макрон, ама затоа пак навести и можен референдум околу ова прашање, за да добие поддршка од граѓаните или легитимитет дека ставовите на бугарските власти не биле спротивни на меѓународното право.